Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Бубрезит и црниот дроб се главните чиштачи од токсини на организмот. Затоа е проблематично доколку дојде до нивна нарушена функција. Се повеќе луѓе во светот, но и кај нас, страдаат од хронична слабост на бубрезите. Доколку болеста не се препознае и третира навремено, може да дојде до откажување на бубрезите. Има ли знаци кои што укажуваат на нарушената бубрежна функција? Ке ни објасни денешната гостинка која што е во студиото на Телма, доктор Василики Кречова, специјалист по интерна, субспецијалист по нефрологија од приватната здравствена установа Нефроплус, Центар за хемодијализа. Ке погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото. Кои се знаците на предупредување дека бубрезите не работат добро, ке ни појасни денешната гостинка, доктор Василики Кречова, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по нефрологија од приватната здравствена установа Нефроплус, Центар за хемодијализа. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добре ве најдов. Поздрав до гледачите на Телма телевизија. Дали бубрезите мора да болат за да дадат некаков знак дека се случува нешто со нив? Бубрезите ги нарекуваме тивок убиец, односно тие предизвикуваат тивка пандемија на 21. век. Зошто е тоа така? Затоа што симптомите кои што се јавуваат кога бубрезите почнуваат да откажуваат, се јавуваат многу касно, кога веќе хроничната бубрежна болест е многу напредната. И болката како симптом се јавува не кај сите пациенти, зависно од причината која што ќе доведува до хронична бубрежна болест, меѓутоа таа е касен симптом на хроничната бубрежна болест. И затоа викаме, ако срцето гласно вришти, бубрезите тивко откажуваат, односно умираат. Значи, симптомите во почетокот на хроничната бубрежна болест и да ги нема. Постојат само одредени биохемиски абнормалности пред да се јават клиничките симптоми. Меѓутоа, тогаш веќе хроничната бубрежна болест е напредната доста. Така, денеска ќе проговориме за знаците кои што кажуваат дека бубрезите не работат добре. Ве споменавте дека не секогаш има болка, односно болката се јавува во доцата фаза од болеста, но обично болка кај бубрезите се јавува кога ќе се спушти некое камче, кога има песок во бубрезите. Тоа не значи хронична бубрежна болест, тоа не значи всушност сериозна болест на бубрезите, ако не се лажам. Така, значи често пати пациентите болката која што се јавува во лумбалниот дел ја поврзуваат со бубрежна болка. Меѓутоа, значи бубрежната болка која што се јавува си има своји специфики. Најчесто ако се работи за уролитијаза, односно ако имаме бубрежни камчиња, таа е коликообразна болка. Ако болката е придружена со зачестено мокрење, високи температури, тогаш може да се работи за пиелонефрит, односно воспаление на самиот бубрег. Меѓутоа, најчесто, значи, болестите на бубрегот одат без болка, односно настануваат промени во биохемискиот состав на урината и одредени параметри во крвта на пациентите. Ќе ги појасните сега кој себе можеме да го погледнеме првиот елоп што го подготвивме за денеска и говори за знаците кои што укажуваат дека функцијата на бубрегот е нарушена. Тоа се поинаков изглед на урината и почесто мокрење, јадеж и сува кожа, отоци на зглобовите, стапалата, рацете и очите, анемија и намален апетит, чести грчеви на мускулите, лош здив и вкус на метал во устата. Ке започнеме редоследно, докторке, со поинаквиот изглед на урината и почестото мокрење. Дали се менува бојата на урината? Зошто понекогаш во урината имаме урчиња? Дали е тоа сигнал за проблем? Така, значи, да почнеме од почеток. Бубрезите представуваат парни, екскреторни органи, кои што се сместени во абдоминалната празнина, во висина на 12-тиот оракален и првиот и вториот лумбален пршлен. Имаат многобројни... Тука некаде, така? Да. Во војда? Да, позади. Имаат многобројни функции. Значи, основна функција е излачување на токсините, односно крајните продукти на метаболизмот на протеините, како што се уреата, креатининот, мочната киселина, феноли, индоли, крезоли и така натаму. Го регулираат ацидобазниот статус на организамот, односно киселоста, регулација на излачување на киселини и бази и вода. Исто така јонскиот состав, натриум, калиум, калциум, фосфор.
имаат и ендокрина функција, односно тие го излачуваат хормонот значи ренин кој што влијае во регулација на артерискиот притисок, а исто така излачуваат и еритропоетин кој што влијае на значи хематопоетските клетки, создавање на црвените крвни клетки. Така, значи во коскената срж и има значи улога во превенција на анемијата која што може да настане кај пациентите ако е нарушена бубрежната функција. Така, исто така бубрезите го претвараат во активна форма витаминот Д, кој што пак ја регулира ресорпцијата на калциум и фосфор од цревата и заедно со паратироидниот хормон. Така, значи има навистина бројни функции. Многу функции, меѓутоа учествува исто така и во елиминацијата, односно во задржувањето на протеините, или пак како тоа да се објасни? Значи, основна структурна единица на бубрегот представува нефронот. Нефронот е составен од гломерул, тоа е топче од капилари и мрежа на тубули. Во гломеруларното клопче, односно во таа Боуманова капсула, настанува ултрафилтрација на целата наша крв. Таа се создава примарна мокрача која што по состав е иста како и крвта, само што нема протеини. И потоа, тој ултрафилтрат поминува низ системот на цевчиња, тубули и во зависност од потребите на организмот, дел од нив се реабсорбира, а дел се секретира тоа што не е потребно, значи се врши замена. Бубрезите имаат многу битна улога во организмот затоа што тие ја одржуваат натрешната хомеостаза, натрешната рамнотежа на организмот. Така, значи во урината треба да има протеини или не треба да има? Значи, кај здрав возрастен човек може да има нормално протеини до 150 мг на диуреза. Диуреза представува количина на 24 часовно излачена урина. Меѓутоа, секоја количина на протеин што е над оваа граница се смета за патолошка. Меѓутоа, значи, постојат одредени состојби каде што имаме значи интермитентна протеинурија, тоест протеинурија која што се јавува повремено и таа ја делиме во две групи. Функционална протеинурија која што може да се јави во одредени физиолошки состојби како што е треска, температура, инфекција, зголемен физички напор, таа ја викаме маш протеинурија, или може да се јави после подолго стоење. Тоа обично кај адолесцентите, кај адолесценти до 30 години и обично се јавува кај 5% од оваа популација. Значи, доколку премногу стојат на ноза, ќе им се зголеми количината на протеини во мокрачата, меѓутоа, значи, не повеќе од еден грам на диуреза, односно 4 часа излачена урина. Ако е тоа, значи, повеќе и придружено со други аномалии, например еритроцити, треба да се бара некоја друга причина за објаснување, да се бара друго објаснување за протеиnuријата, да не се остава така дека е тоа, значи, ортостатска, односно постурална протеинурија и дека значи нормална физиолошка состојба. Докторке, како само да ни објасните, како изгледа урината доколку во нејзе има протеини? Дали секогаш ќе има некаква промена во нејзиниот изглед? Не мора секогаш да значи дека пенеста урина, мокрача, има протеини. Понекогаш пена во мокрачата може да се создаде и при премногу брзо уринирање, односно при пребрзо пуштање на млазот. Меѓутоа, карактеристично е тој изглед на пенеста мокрача за нефротски синдром. Тоа представува, значи, посебен синдром во нефрологијата, кој што се карактеризира со многу изразена протеинурија. На 3,5 грама на диуреза имаме намалување на протеините во крвта, односно хипоалбуминемија под 30 грама на литар. Исто така се карактеризира со покачување на липидите, хиперлипидемија и пореметување во коагулацијата, најчесто настануваат тромбози. Доколку во урината има многу малку протеини, а то се кај диабетичарите, дали е тоа знак за узбуна?
Кај диабетичарите, значи, таа диабетска нефропатија што се развива, граница за наоѓање на албумини е 30 милиграми на диуреза. Значи, до 30 милиграми на диуреза кај диабетичарите се смета дека е нормално. Меѓутоа, ако имаме од 30 до 300 милиграми на диуреза, веќе имаме умерено покачување на протеините, а над 300 милиграми во диуреза е значајно покачување на протеините во урината и тоа е знак за аларм. Зошто? Затоа што оваа протеинурија не е само што не е поврзана само со прогресијата на хроничната бубрежна болест. Колку е поголема протеиnuријата, толку е и побрза прогресијата на самата болест. Туку е со поголеми протеини во мокрачата, зголемен е и ризикот од кардиоваскуларни несакани ефекти кај овие пациенти, односно, значи, исхемична срцева болест, ненадена срцева смрт или мозочен удар. Затоа се трудиме колку што може редовно да се прати и да се намалува, значи, протеинуријата со соодветно избрани лекови. Како се утврдува колку протеини имаме во урината? Дали има или нема протеини? Може ли со обична утринска урина тоа да се детектира? Значи, најдобар начин за детектирање на протеинуријата, за низиното квантитативно искажување е 24-часовно собирање на мокрача, односно 24-часовна протеинурија. Како се собира, тоа може да ни појасните? Пациентот, денот кога станува, кога треба да ја собира мокрачата, првата мокрача ја фрла, а потоа во текот на денот мокри во одреден сат, кој што треба да биде поставен на пониска температура и утрото, наредниот ден, првата мокрача ја става во садот и се носи комплет во биохемиска лабораторија, каде што се рачуна концентрацијата на протеини и се изразува на диуреза или на литар во зависност од количината на донесена урина. Кај пациентите кај кои што се јавува хроничната бубрежна болест, може ли да биде присутна и крв во урината? Значи, присуството на еритроцити во мокрачата исто така може да биде патолошки знак. Имаме неколку случаи, односно ако може хематуријата да биде микроскопска и макроскопска. Нормално во микроскопска значи дека ќе биде невидлива за око, така. Макроскопска дека урината ќе биде обоена. Обоена, така. Значи, микроскопска хематурија подразбира над 3 еритроцити во видното поле. Нормално е 1 до 2 еритроцити да има во видното поле во седиментот на урината, меѓутоа, значи, и 0,5 милилитри крв е доволно да се обои мокрачата. Интензитетот на бојата на хематуријата не кореспондира со сериозноста на заболувањето. Значи, не можеме да речеме мало е крварењето, малце е црвена мокрачата, не е ништо сериозно. Значи, секоја појава на хематурија, особено ако е придружена со протеинурија, треба да се сериозно да се свати и да се истражи. Значи, макрохематуријата која што се јавува може да биде болна и безболна. Значи, може и да нема никакви симптоми, само да има крв во урината. Само крв во урина. По-опасна е безболната хематурија, затоа што може да укаже на некои малигни заболувања во урогениталниот тракт или евентуално на туберкулоза. Сега таа е поретка, меѓутоа во минатото беше честа и можеше да предизвика безболна хематурија. Додека пак болната хематурија најчесто е поврзана со инфекции или со некое камче, со нефролитијаза во уринарниот тракт. Наведено ни е дека и почистото мокрење е еден од симптомите за оваа болест. Дали пациентите секогаш имаат зголемена потреба за мокрење, за уринирање? Во зависност од причината која што може да доведе до оштетување на бубрезите, се јавуваат различни промени во мокрењето. Дизурија представува зачестено и болно мокрење. Најчесто се јавува при инфекции. Полакиурија представува фреквентно мокрење, меѓутоа не мора да биде пропратено и со зголемена количина на мокрача.
Полиурија е состојба каде што имаме излачување на поголема количина на мокрача, над 3 литри, а нормално е значи излачување од 1200 до 1500 милилитри на урина за 24 часа. Исто така се јавува и никтурија, односно ноќно мокрење, како резултат на пореметена концентрацијска способност на бубрезите. Значи, хроничната бубрежна болест може да биде предизвикана од болести кои што го зафаќаат паренхимот на самиот бубрег. Од болести кои што ги зафаќаат од водните уринарни патишта, меѓутоа значи може да биде афектирани во системски болести, како што е диабет, хипертензија, реуматски заболувања, реуматоиден артрит, Сјогрен синдром и така натаму. Значи, не значи дека протеинуријата која што се јавува е само значи може да биде протеинуријата да се јави и хематуријата и во овие системски заболувања. Одиме понатаму, следното е како симптом, односно знак, јадеж и сува кожа. Зошто пациентите, како што е нарушена функцијата на бубрезите, се јавува силен јадеж на кожата? Точната патогенеза, патофизиолошкиот механизам на јадежот не е познат, меѓутоа се смета дека фосфорот е главен виновник за појавување на овој јадеж. Исто така и сувата кожа, која што се јавува како резултат на задржување на токсини во крвта и намалување на нутриенти, предизвикува сува кожа и самата сува кожа уште повеќе го зголемува јадежот кај овие уремични пациенти. Променет ли е тенот кај овие лица? Да, тие имаат значи боја на бело кафе, викаме. Како бледо-жолтеникава, бледа боја и заради анемијата која што се јавува кај овие пациенти, рековме дека околу значи во зависност од гломеруларната филтрација имаме неколку степени на хронична бубрежна болест. Најчесто во првиот и вториот стадиум немаме никакви симптоми, односно имаме само некои биохемиски абнормалности. Меѓутоа, симптомите веќе почнуваат да се јавуваат во третиот стадиум и тоа е значи анемијата која што ја дава таа бледо-жолтеникава боја, слабост, малаксаност, замор како резултат на намаленото лачење на еритропоетинот кој што рековме дека делува на хематопоетските матични клетки. Следното е отоци на зглобовите, стапалата, рацете и очите. Како изгледаат отоците кои што се предизвикани од бубрежната слабост? Се разликуваат ли од отоците кои што се јавуваат на нозете пред се, како резултат на срцевата слабост? Се прави ли лесно таа дистинкција? Секогаш значи не може да се направи лесно, таа е разлика во зависност од тоа во која фаза ќе ни дојде пациентот. Затоа што не е све како по книга и во пракса не се јавуваат болестите кај пациентите изолирано, туку најчесто се искомбинирани една со друга. Меѓутоа, бубрежните отоци си имаат своји карактеристики. Тие се, викаме, бледи, ладни, тестести, генерализирани. Што значи тоа тестести? Тоа значи дека ако значи нежно ги притиснеме, долго време останува отпечаток од прстот, затоа што споро се враќа во првобитната положба. Најчесто се карактеристични покрај едемите на нозете, периорбиталните едеми. Ова значи настанува... Што значи тоа? Што е? Периорбитални едеми се едеми кои што настануваат околу очите. Кога веќе многу е напредната... Поради задршката на водата? Задршка на вода, на натриум и намалена количина на протеини. Се намалува колоидо-осмотскиот притисок во васкуларното корито, нема што да ја држи водата во васкуларниот систем и таа излегува во трети простори и најмногу се гледа каде што имаме растресито сврзно ткиво и затоа се толку тие уочливи периорбитални впечатливи се тие отоци околу очите. Им советувате на пациентите со нарушена функција на бубрезите да изфрлат солот из храната или пак продукти што содржат натриум? Да, значи прва мерка е хигиено-диететски режим. Во тоа спаѓа намалување на количината на сол под
од 2 грама дневно. Ако значи во едно лажиче сол има 6 грама натриум хлорид, тоа би било 1/3 од едно мало лажиче за целата дневна количина сол која што би можеле да ја користат. Ги советуваме наместо сол да користат зачински билки. Значи нане, мајчина душичка, куркума, ќе даде вкус, да, за да не нема биде да создаде проблем. Така. А дали сите пациенти со хронична бубрежна слабост имаат отоци или тоа не е случај кај сите? Значи, не мора да значи дека пациентите со хронична бубрежна слабост имаат отоци. Кај некој, ако немаме протеинурија, немаме намалување на колоидоосмотскиот притисок и тие, значи, отоци не се јавуваат, меѓутоа се јавуваат други симптоми кај овие пациенти, како што рековме, на централниот нервен систем може да се јави конфузност, намалена ментално расудување, сомноленција, сопор, кома, мускулни грчеви се јавуваат. Како резултат на... Имаме и честите грчеви на мускулите, како еден од симптомите. Кои што може да бидат, значи, тие се резултат на електролитниот дисбаланс. Значи, што значи електролитен дисбаланс? Пореметување на рамнотежата на натриумот, калиумот во организамот. Натриум, калиум, а калциумот? Калциум е битен за коските. За коските. Да, а тука е натриум и калиум всушност. Да, најмногу, значи, натриумот влијае врз појава на тие грчеви кај пациентите, значи, со хронична бубрежна болест. Така, поради како што рековте, оној дисбаланс што се јавува, претпоставам дека отоците, односно задршката на течност и електролитниот дисбаланс и сето останато ќе доведе до покачен крвен притисок? Многу често, значи, пациентите имаат покачен крвен притисок и како резултат на зголемено лачење на значи, ренинот, кој што се лачи од самите бубрези, па затоа лекарствата кои што ги користиме за хипертензија се всушност инхибитори на тој RAS систем, ренин, ангиотензин, алдостерон или блокатори на рецепторите каде што тој ангиотензин делува. Ке одиме понатаму, веќе анемијата ја појаснивте како последица на слабата функција на бубрегот, бидејќи учествува во создавањето на црвени крвни клетки, тие го пренесуваат кислородот и така натаму, но вели и намален апетит. Намалениот апетит е карактеристичен за многу болести. Така. И тука карактеристичен симптом е сите пациенти кои што имаат хронична бубрежна слабост се соочуваат со намалена потреба за храна? Затоа е многу тешко во почетокот да се мисли да се дијагностицира хроничната бубрежна болест, затоа што симптомите не се специфични и тие се заеднички за многу други заболувања. Да, и ако не се мисли на хроничната бубрежна болест, лесно може да се пропушти. И да ја откриеме кај пациентот дури кога ќе биде во терминален, односно завршен стадиум, кога ќе имаме потреба од некој вид на ренална заместителна терапија. Доктор, ќе се јавуваат гадења, повраќања? Значи, како резултат на задршката на токсините, кај овие пациенти се многу чести овие симптоми. Гадење, повраќање, икање и имаме и слабење на пациентите затоа што и одбиваат да земаат и храна. А сонот нарушен име? Нарушен е и сонот. Рековме, имаат и ментална конфузија, нарушено е интелектуалната способност за расудување, може да се јави сомноленција, сопор, кома, односно тоа е све во склоп на таа метаболна енцефалопатија која што настанува кај овие пациенти како резултат на нарушување на внатрешната хомеостаза. Лош див и вкус на метал во устата. Зошто метален вкус во устата се јавува? Затоа што дел од токсините се излачуваат во плунката, односно, значи, амоњакот се излачува преку плунковите жлезди и затоа се чувствува тој феторексоре, го викаме ние стручно кај пациентите кои што имаат одреден степен на бубрежна слабост. Значи, кога ќе дојде пациенти со низа вакви симптоми, вие пристапувате кон одредени испитувања за да поставите дијагноза. Што е клучно во дијагностицирањето? Значи, физикалниот преглед на пациентот секако, мерење на
крвниот притисок. Од лабораториските анализи многу ни е битно нивото на креатинин. Освен самото ниво на креатинин, се врши пресметување на гломеруларна филтрациона рата, односно клиренс на креатининот, кој што ни покажува колку е нарушена функцијата на бубрегот. Значи, креатинин во урината е тоа или Значи, не? испитуваме и креатинин во урина и во крв. Меѓутоа, калкулираниот креатинин, кој што ни ја покажува гломеруларната филтрациона рата, го испитуваме од крвта. Од крвта. Постоje Добро. посебни формули кои што вклучуваат пол, возраст, телесна тежина, раса и ги применуваме за да го пресметаме да ја пресметаме функцијата на бубрегот. Всушност, клиренс представува количина на исчистена материја количина на исчистена крв од одредена материја. Во случајов количина на крв која што отстранета од креатининот. Па така, значи, во првиот стадиум на хронична бубрежна болест, значи ГФР е над 90. Во вториот стадиум е од 60 до 89, во третиот стадиум е од 30 до 59, во четвртиот стадиум е од 30 до 15 и веќе под 15 степени имаме бубрежна слабост, кога ни е потребна ренална заместителна терапија кај овие пациенти. Некој велат, благо ми е покачен креатининот, се чувствувам добро, ништо не ми е. Благо покачен креатинин проблема? Значи, Или мора и урејата да биде, да речеме, покачена? Обично двете работи одат заедно, меѓутоа треба да се прерачуна клиренсот. Значи, вклучена Не клиренсот. значи затоа што креатининот настанува како резултат на метаболизмот на протеините и зависи и од мускулната маса, не значи иста вредност на креатинин кај млад возрастен мускулен маж и ситна постара жена, ако имаат исти вредности на креатинин кои што се малце покачени на нормалата, кај значи младиот маж тоа нема да значи ништо. Меѓутоа кај жената која што е повозрасна, тоа ќе значи многу и затоа мора ние да го прерачунаме клиренсот на креатининот. Ехо преглед, предпоставам дека е задолжително да се направи. За да се Ќе се утврдат забележат некакви промени, да речеме кората на бубрегот, дали ќе биде променета? Така, ги гледаме структурните промени. Обично, ако имаме напреден степен на хронична бубрежна инсуфициенција, бубрезите се намалени. Таа бубрегот има кора и медула. Таа кортикомедуларна граница е збришана, тие се како скврчени. За разлика од кај акутната, например, бубрежна слабост, бубрезите се големи. Кај диабетична нефропатија се големи, кај полицистични бубрези се големи, кај амилоидоза исто така, значи имаме големи бубрези. Може да се види со ехото се прави и доплер, односно да се види протокот на крв врз реналната артерија, ако сметаме дека имаме некоја реноваскуларна хипертензија, односно хипертензија предизвикана од стеснување на бубрежната артерија. Исто така може да се видат обструкции или аномалии во самиот уринарен систем, камчиња, цисти, страни тела, тумори и така натаму. Кога еднаш бубрегот ќе почне да откажува, може ли да се спречи тоа? Може ли да се врати во првобитната функција? За жал, кога веќе ќе почне хроничната бубрежна болест, ние не можеме да го вратиме бубрегот во почетна состојба. Можеме само да ја стопираме или да ја облажиме прогресијата на хроничната бубрежна болест. И затоа е многу важна превенцијата. Ќе проговориме за превенцијата, но и веќе кога некој пациент ќе добие диагноза хронична бубрежна болест, постои или некој третман кој што може барем да го забави прогресот? Битна е етиологијата на болеста која што довела до хронична бубрежна болест. Значи мора да најдете прво што е причината што довела. Така. Значи, ако не постои универзален лек. Не. Многу болести можат да го афектираат бубрегот. Рековме, тие може да се само на самиот бубрег или да бидат системски болести кои што ги зафаќаат и другите органи во организамот. Така, значи, при диабетот,
кој што представува пореметување на гликорегулацијата во организамот. Многу е честа таа диабетска нефропатија, односно оштетување на гломеруларната мембрана и пропуштање на микроалбумини во урината. Хипертензијата исто така представува представува заболување, кое што доведува до хронична бубрежна инсуфициенција. Во нашата земја, главна причина за хронична бубрежна болест е хипертензијата, кај 27% од населението, а додека пак диабетот е на второ место со 20%. На трето место доаѓаат вродените болести, како што се цистичните болести, а на четврто место се гломерулопатиите. Додека во светот на прво место за хронична бубрежна инсуфициенција е диабетот. Дури 46% од пациентите со хронична бубрежна болест имаат диабет, од кои што 42% се од тип 2. А потоа доаѓа хипертензијата, на крајот се гломеруларните заболувања со околу 10%. Значи ова укажува зошто е толку важна превенцијата, зошто дебелината е всушност ризик фактор кој што води до диабетес тип 2 и нерегулираниот притисок исто така е понекогаш поврзан со начинот на синдром, што е со централна обезност, со покачени триглицериди, со намалена централна обезност со стомачна дебелина, тоа да појасниме. Многу е ризично кога некој има стомачна дебелина. Бидејќи знаат исто да кажат, јас имам само стомак, не сум слаб, а всушност е главниот ризик фактор кој што води до болести. Развој на тој метаболен синдром, а тој е опасен затоа што развива ендотелна дисфункција, односно оштетување на ендотелот на крвните садови и од тука почнува приказната на оштетување на сите органи. Се случува ли да не можете да најдете причината зошто бубрезите откажале? Многу често. Значи, околу 30 до 40% од нашите пациенти се со непозната причина за хронична бубрежна болест. Причината за тоа е што доаѓаат многу касно. Односно, рековме дека биохемиските аномалии се појавуваат многу во првите стадиуми на хронична бубрежна болест. Меѓутоа, клиничките симптоми почнуваат да се јавуваат кога ќе падне многу напредната. Ако прогресијата е спора, значи првите симптоми се јавуваат кога ГФР ќе падне под 25 мл во минута, а тоа е веќе четврт стадиум кога треба ние да го, ако е следен пациентот, треба да се подготвува за ренalна заместителна терапија. А некогаш, значи, доаѓаат и нема симптоми, никога ГФР е по 10 мл, што значи при првиот преглед значи и уклучување на дијализа. За да се спаси пациентот. Дијализата всушност значи надворешна филтрација на крвта од токсините? Значи, имаме 3 вида на екстракорпорална заместителна терапија. Односно, значи, имаме дијализа и трансплантација. Дијализата може да биде хемодијализа и перитонеална дијализа. Ајде да објасниме. Значи, хемодијализа е она што се одвива со машина, а перитонеална е стомачна дијализа. Стомачна, кога кога перитонеумот, односно внатрешната обвивка, се користи како мембрана на стомакот. Постои катетер, каде што, значи, се внесува течност. Се остава да стои 4 до 6 часа. Таа има одреден состав, електролитен, има различни, значи, состави во зависност колкава осмотка диуреза сакаме да предизвикаме, стои во стомакот 4 до 6 часа и после тоа се вади и се става нова количина на 4 преку ден на 4 часа се менува, навечер ако не се лажам на 6 беше? На 6 часа, значи навечер на 8 часа се менува. А навечер веќе може на 8. Сакам да ја прашам дали е нарушен сонот на овие пациенти доколку мора со ова темпо постојано да прават промени на течноста. Значи има и посебни автоматска, значи, перитонеална дијализа, каде што постои машина, апарат кој што автоматски ја менува таа течност. Меѓутоа, кај нас, значи, во многу мал број застапена перитонеалната дијализа. Луѓето, значи, се плашат да превземат, јас така сметам, одговорност за своето здравје. Постои ли ризик од инфекции?
Мислам дека тоа е главниот страв. Пациентот треба да е добро едуциран, да има добри хигиенски навики и услови дома, една соба да ја прилагоди стерилна за да извршува перитонеалната диализа. Хемодиализата се врши во центри за хемодиализа, во светот постои и домашна хемодиализа. За тоа е потребно васкуларен пристап. Значи преку крвен сат од раката? Да, значи како васкуларен пристап може да биде артериовенска фистула. Тоа е спојување на артерија и вена и се добива голема количина на крв, која што се одведува од телото, се носи до апаратот кој што има филтер, кој што всушност е вештачки бубрек, во него се врши размена на материи и таа прочитана крв повторно се враќа во организмот. Како васкуларен пристап може да се користи артериовенска фистула, артериовенски графт. Тоа представува синтетски материјал кој што служи за поврзување на артерии и вени, или може да се користат централни венски катетри, кои што се поставени во југуларна вена, вена субклавија, феморална вена. До колку дена се прават овие хемодиализи? Во зависност од тоа дали пациентот има резидуална диуреза, односно има останато, одреден дел од бубрежната функција, може да се прави два пати, ако има резидуална функција, ако гломеруланата филтрација е на 10 мл, тоа што го зборувавме кога се уклучуваат на диализа, меѓутоа најчесто се 3 пати неделно на диализа. Што предпоставувам дека е навистина тешко и го нарушува драматично квалитетот на животот. Да, го нарушува драматично. И за тоа се препорачува да се направи трансплантација на бубрек. Дали секој пациент е кандидат за трансплантација на бубрек? Значи, постојат критериуми за трансплантација. Мора да се пофалиме дека во последниве години кај нас заживеа кадаверичната трансплантација, односно ако 5 до 2% од пациентите се на перитонеална диализа, 85 до 90% се на хемодиализа, за трансплантацијата остануваат 10 до 15%. Во Македонија, според регистарот на ЕРА-ИДТ, од 2021 година имаме 1634 пациенти на одреден вид на ренална заместителна терапија, а од нив 253 се трансплантирани. Во 2021 година направени се 31 трансплантација, односно 16 од жив донор, а 15 од кадавер. Секако дека апсолутна контраиндикација за трансплантација е малигна болест, напредната возраст кај пациентот, а додека пак тие се апсолутни контраиндикации, меѓутоа или акутна инфекција и бременост. Релативни контраиндикации се за пациент за трансплантација се некои психијатриски нарушувања, значи обезност или малнутриција, проценка дека нема да биде успешна трансплантацијата, дека ќе се отфрли графтот и така натаму. Меѓутоа све е индивидуално и се прават тие пред трансплантацијски испитувања за да се утврди хајла типизација и да се избере најсоодветен бубрек за реципиентот, односно за примателот за пациентот. Така. И денешната емисија да заокружиме со една порака за превенција, да го чуваме нашето здравје, бидејќи, како што споменавте, од болести кои што се превенираат, најчесто страда бубрежната функција, тоа се покачениот крвен притисок и дијабетесот тип 2, кој што обично се јавува по инсулинска резистенција, односно како последица на метаболичниот синдром, односно дебелината. Така, значи, на крајот од емисијата сакам да упатам апел и до здравствените власти, и до пациентите, и до општата популација. Значи, хроничната бубрежна болест е многу честа болест. 850 милиони луѓе во светот имаат хронична болест и се смета дека во 2040 година ќе биде 5-та водечка причина за смрт. Затоа е потребно. Меѓутоа, значи, не е доволно јавно експонирана и за незе недоволно се зборува. Затоа е потребно
креаторите на јавните политики, како што се Министерството за здравство и фондот, да овозможат скрининг на населението за да видиме да го видиме ние процентот на хронична бубрежна болест во нашата популација, затоа што ние стално се користиме со бројки кои што се од западните земји. Да спроведиме скрининг во општа популација кај ризични групи, како што се диабетичари и пациенти со хипертензија, пациенти кои што имаат фамилиарна историја за бубрежни заболувања. Ние како фирма имаме доставено неколку проекти и сме волни да поможиме во овај скрининг на хронична бубрежна болест во Република Македонија, а исто така се залагаме за влегување на нашите нефролошки амбуланти во системот на ФАЗОМ, односно во мрежата, во мој термин, затоа што сметаме дека бројот на нефролози во Македонија не е доволен и не е рамномерно распределен. Така. Се надевам дека ќе има такви промени наскоро, бидејќи тоа е важно за целокупното здравје на нашата популација. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.